Благодарам. Почитуван председател, почитуван премиер, почитувани министри, заменици министри, колеги пратеници, почитувана јавност. Денеска имам да поставам 3 пратенички прашања. Првото го упатувам до Министерството за транспорт и врски. Всушност произлезе пратеничкото прашање од непосредните средби со моите сограѓани, кои многу често зборуваа и за жал се уште зборуваат за еден проблем кој што ги тишти како жители во општина Неготино, кој што е навидум лесно рештив, меѓутоа од кој што произлегуваат многу и големи последици. Зашто се работи? На регионалниот пат, кој што ги поврзува Неготино и Кавадарци, R1103, а на 150 метри од излезот на Неготино кон Кавадарци постои многу остра кривина, така наречена црна точка. Таа остра кривина прави прегледноста на патот да е многу лоша, а доколку има и неприлагодена брзина од учесниците во сообраќајот, а тоа се случува за жал често пати, исходот се 25 сообраќајни несреќи за период од 6 години. Значи, од 2010 година до сега имаме точно на едно место се случиле 25 сообраќајни несреќи, при што едно лице загинало, едно е со тешка телесна повреда, повеќе се со лесни телесни повреди и со голема материјална штета. Да биде ситуацијата уште поалармантна, кога има обилни дождови, врнежи од дожд, има и лизгање на земјиштето, така што сообраќајот на овој патен правец често пати е затворен подолго време, односно се додека не се расчисти тој дел од патот. Го погледав и катастарскиот запис на овој дел од патот. Според катастарската евиденција и катастарскиот план, од двете страни на постоечката лента од регионалниот пат, има можност за проширување со изградба на трета лента. Зборувам само во дел од патниот правец во кој кривината е најостра. Олеснителната околност е што земјиштето на кое би се проширил делот од регионалниот пат е во владење на Република Македонија. Согласно програмата за одржување и заштита на државни патишта, на јавното предпријатие за државни патишта и јавното предпријатие Македонија пат, за фискалната 2016 година беа предвидени градежни активности на регионалниот пат R1103 Кавадарци Неготино, а за тоа беа обезбедени средства. Со оглед на проблемите кои произлегуваат и кои се секојдневие за корисниците на овој регионален пат, од витално значење е сериозно да пристапиме во решавањето на овој проблем. Моето прашање, почитуван министер, е дали во програмата за надградба и рехабилитација на регионални патишта и заштита на државни патишта во 2016 година е предвидена градежна активност на овој дел за кој што јас зборував, на овој регионален пат. Моето второ прашање, пратеничко прашање, го упатувам до Министерството за труд и социјална политика, конкретно до министерот за труд и социјала. Прашањето произлезе од неговата неодамнешна посета, работна посета во Неготино, и го гледам како еден начин и можност да проговориме за вон институционалното згрижување и заштита на лица, на деца и возрастни, пред се како инструмент, како алатка во политиката и процесот на деинституционализацијата. Ви, почитуван министер, бевте во работна посета во Неготино, се запознавте и бевте во дневниот центар Порака. Тоа е центар, да појаснам за почитуваната јавност и за колегите пратеници, во кој престојуваат лица со умерен и тежок хендикеп. Нивниот престој во центарот е во текот на денот, значи тоа е дневен центар и е исполнет со дружења, со бројни активности, низ кои тие го изразуваат своето креативно богатство. Во Република Македонија, почитувана јавност, има 16 вакви заедници, во кои живеат 76 лица. Во Неготино, во 4 куќи и во еден стан живеат 43 од овие лица, а во Волково, во 4 куќи живеат 33 лица. Овие заедници ги водат тимови со стручни, образовани лица, од кои штетениците имаат целосна поддршка во текот на 24 часа. Министерството за труд и социјална политика и владата на ВМРО ДПМН процесот на деинституционализацијата го поддржуваат од самото негово започнување, па така секоја година се обезбедуваат средства строго наменети за подобрување на социјализацијата на лицата со умерен и тежок хендикеп кои се сместени во заедница за организирано живење. Меѓутоа постои и уште еден друг вид на
вон институционална заштита на деца и возрастни лица, тоа е сместувањето во друго семејство и е форма со која се реализира во рамките на системот на социјалната заштита во Република Македонија. Право на сместување во згрижувачко семејство има лице кое нема услови за живење во своето семејство или од други причини му е потребно сместување во згрижувачко семејство. Сместувањето деца во друго семејство се користи и како инструмент, како ресурс во политиката и процесот за развој на институционални форми во локалните заедници. Почитуван министер, би сакала да ве прашам, а со тоа и почитуваната јавност да ја информираме за следните работи. Кои се критериумите според кои едно семејство во Република Македонија може да постане згрижувачко семејство? Кои се обврските кои треба да ги исполни тоа семејство? Колкав е надоместокот што го добива семејството кое згрижува и колку згрижувачки семејства кои вршат ваква заштита има во Република Македонија? Третото мое пратеничко прашање го упатувам до заменикот министер за образование, до Министерството за образование. Ова пратеничко прашање за кое што сакам да проговорам произлезе од моите средби со граѓаните, кои многу често зборуваа и бараа, а тоа беа родителите на учениците во основните и средните училишта, бараа да се ангажираат дефектолози како во основните, така и во средните училишта. Во училиштата детектирано е дека има одреден број на ученици со посебни образовни потреби, на кои им е неопходна стручна помош и поддршка за правилен развој и за нормален тек на образованието. Врз основа на ова, Министерството за образование направи директни контакти со сите училишта во Република Македонија и со направената анализа востановена е потребата од ангажирање на 131 дефектолог. Од нив 74 би требало да бидат ангажирани во основните училишта, а 57 во средните училишта. Моето прашање е, докаде е процесот на ангажирање на дефектолози во основните и во средните училишта? Благодарам. Благодарам. Претседничката благородна Бојаđiева постави 3 прашања. Првото е до министерот за труд и првото е до министерот за транспорт и врски. Повелете, министер. Благодарам, почитувам председателе, благодарам претседничке за прашањето. Иако сме разговарале за ова прашање и неколку пати, ние веќе го пуштивме надзора да го провери целиот терен, веќе имавме неколку проблеми што ни наидоа на тој патен правец, веќе се прави техничко решение, кога комплетно ќе го завршиме техничкото решение и проектот ќе стапиме следната година и со изведба на тој дел. И да нема средства дополнително ќе бидат обезбедени, ќе се направи тој дел, но пред се мора да почекаме комплетно и квалитетно да се доврши целото проектирање и техничкото решение. Благодарам. Благодарам. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор господја Бојаđiева, благородно повелите. Благодарам, председателе. Задоволна сум од одговорот на почитуваниот министер и се надевам дека тоа во најскоро време ќе го решиме. Немам дополнително пратеничко прашање. Благодарам. Второто прашање упатено до министерот за труд и социјална политика. Повелете, министер. Благодарам, председателе, почитувани пратеници, благодарам пратеничка на прашањето. Во однос на згрижувачките семејства во Република Македонија би сакал да истакнам дека владата на Република Македонија и Министерството за труд и социјална политика изминатиот период прават конкретни чекори за значително поголема поддршка на згрижувачките семејства. Од законско доуредување на начинот на формирање и финансиската поддршка која што ја добиваат згрижувачките семејства до нивна континуирана поддршка во смисла на градење на нивните вештини и реализирање на меѓународни обуки кои што им се потребни со цел да обезбедат поквалитетна грижа за децата кои што ги згрижуваат. Според Законот за социјална заштита во Република Македонија постапката за основање на згрижувачко семејство или пак за регистрирање како згрижувач се води пред центрите за социјална работа, при што центрите за социјална работа врз основ на
условите во кои што се наоѓа самото дете одлучува за дали ќе биде тоа дете дадено на згрижувачко семејство. Згрижувачките семејства имаат право да згрижуваат деца без родители и без родителска грижа, деца со умерени или пак тешки пречки во развојот, како и деца со воспитно-социјални проблеми. Надоместокот кој што го остваруваат згрижувачките семејства на месечно ниво од страна на државата изнесува од 8100 денари месечно до некаде 10.500 денари месечно во зависност од условите или пак од видот и степенот на попреченост или од тоа какво дете згрижуваат. Би сакал да истакнам дека владата на Република Македонија во 2014 година за 25% го зголеми месечниот надоместок кој што го остваруваат околу 180 згрижувачки семејства кои што згрижуваат околу 280 деца без родители и родителска грижа. Згрижувачките семејства се најблиска форма на згрижување на децата со биолошкото семејство, нудат квалитетни услови на заштита и згрижување на децата без родителска грижа и оттука Министерството за труд и социјална политика продолжува со континуирана поддршка на овие семејства преку овозможување на меѓународна обука која што го носи името Pride, која што ја реализираме со SOS детското село и која што до крајот на годината ќе поминат сите згрижувачки семејства во Република Македонија, а исто така и со континуирана финансиска поддршка. Уште една поволност која што сакам да споменаме дека во 2013 со носењето на новиот закон за социјална заштита владата овозможи право на платен надоместок за сите оние згрижувачи кои што после годишната граница од 62 години за жени и 64 години за мажи, доколку не исполнуваат услови за старосна пензија, имаат право на паричен месечен надоместок од 8000 денари. Ви благодарам. Благодарам. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор. Господја Благородна Бојаджиева, повелете. Му благодарам на почитуваниот министер, немам дополнителни прашања.